Джоле, наведни се сега доле. Поназад. Чекай ме си запишаме, виж кај не? Болница ме си запишаме. Боби? Ја, да поносите ки, тој ме си запишаме. Ja ću se katalet mi denar rovom, pezat mi je kao. Kuš. Materialen med kaldu stämma. Ima ti se uredi. Го чекаме само кандидатот Бујар Османи, кој ќе дојде за неколку минути и ќе започнеме со церемонијалниот чин. Ми од протоколот ви кажа дека со оглед дека доаѓа кандидатот Бујар Османи да започнеме со чинот. Значи, врз основа на член В од изборниот законник, учесниците во изборите за претседател на Република Северна Македонија закажани за 24 април 2024 година го потпишуваат овој кодекс за фер и демократски избори. Избори кои се фер и демократски и ги почитуваат принципите на демократијата и доброто владење придонесуваат за демократски развој на општеството. Сите учесници во изборите со своите активности учествуваат во зацврстувањето на фундаменталните вредности на демократијата и придонесуваат во градењето на довербата во изборниот систем. Сознанието дека заедно учествуваме во процесот на одржување на високо ниво на демократијата за нас, учесниците во изборите за претседател на Републиката, закажани за 24 април 2024 година, е од непроценливо значење. Токму затоа се согласивме и го потпишуваме овој кодекс за фер и демократски избори. Свечено се обврзуваме, односно се обврзувате и си ветувате еден на друг, но и на сите граѓани, дека ќе се придржувате и активно ќе го промовирате овој кодекс. Учесниците во изборниот процес се обврзуваат дека ќе ги почитуваат сите закони, правила и прописи кои се релевантни за изборите и ќе го почитуваат владењето на правото при организирањето и спроведувањето на изборите. Учесниците во изборниот процес недвосмислено се обврзуваат дека нема да користат говор на омраза и нема да вршат никаква дискриминација и омаловажување врз основа на пол. Учесниците во изборниот процес исто така не се обврзуваат дека ниедно вработено лице или граѓанин нема да биде предмет на било каква закана по однос на своето вработување и социјална сигурност како резултатот на нивното поддржување или неподдржување на било која политичка партија или кандидат. Благодарам. А сега, како што следи во протоколот, со оглед дека се работи за кодекс, им давам на сите кандидати кратко обраќање по неколку минути, а пред тоа потпредседателката на Државната изборна комисија ќе се обрати. Благодарам. Faleminderit kryetar, të nderuar koleg, të nderuar përfaqësues të mediave, shumë të respektuar qytetarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Më lejoni në fillim të dëshiroj mirëseardhje kandidatëve për
kryetar të shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për zgjedhjet të vitit 2024. Vetë prezenca e tyre tregon edhe seriozitetin dhe përgjegjësinë që ata do ta kenë në procesin zgjedhor. Dhe si çdo proces zgjedhor, ashtu edhe kësaj radhe, Komisioni Shtetëror Zgjedhor organizira një event nastan za potpisivanje na Kodексот за фер и демократски избори врз основа на член 8 од изборниот законник. Кодекс за фер и демократски избори. Избори кои се фер и демократски и ги почитуваат принципите на демократијата и доброто владење, придонесуваат за демократски развој на општество. Сите учесници во изборите со своите активности учествуваат во зафрстувањето на фундаменталните вредности на демократијата и придонесуваат за градењето на довербата во изборниот систем. Сознанието дека заедно учествуваме во процесот на одржување на високото ниво на демократија за нас, учесниците во изборите за председател на Република Северна Македонија, закажани на 24 април 2024 година, е од непроценливо значај. Токму затоа се согласивме и го подпишавме овој кодекс за фер и демократски избори. Свечено се обврзуваме и си ветуваме еден на друг, но и на сите граѓани дека ќе се придржуваме и активно ќе го промовираме овој кодекс. Ние, учесниците во изборниот процес, се обврзуваме дека ќе ги почитуваме сите закони, правила и прописи кои се релевантни на изборите и ќе го почитуваме владењето на правото при организирање и спроведување на изборите. Ние, учесниците во изборниот процес, недвосмислено се обврзуваме дека нема да вршиме никаков притисок или обид за притисок врз вработените во јавната администрација и државната администрација, во другите институции или установи финансирани од буџетот на државата, буџетите на општините и градот Скопје, како и во трговските друштва и предпријатијата со државен капитал. Ние, учесниците во изборниот процес, недвосмислено се обврзуваме дека нема да користиме говор на омраза и нема да вршиме никаква дискриминација и омаложување врз основа на пол. Ние, учесниците во изборниот процес, исто така, недвосмислено се обврзуваме дека ниту едно вработено лице или граѓанин нема да биде предмет на било каква закана по однос на своето вработување и социјална сигурност како резултат на нивното поддржување или неподдржување на било која политичка партија или кандидат. Благодарам, добре дојде Бујар. Значи сега, како што реков, во смисла на кодексот, односно слободни, фер и демократски избори, заштита од говор на омраза, против било каква дискриминација и во смисла на родовите права на сите учесници, односно почитувањето на правата на жената во изборната кампања, на сите кандидати им давам збор според листата како ќе бидат поставени, по неколку минути да се обратат до нас и до јавноста. Благодарам. Повелете, председател Стеван Парнарс. Благодарам. Ова е пракса која ја практикувам, мене ми се чини долга низа години. Паметам, минимум пред 5 години го правевме во истото. За парламентарни избори, дали се иницијатори странски организации или домашни ентитети, се едно, го правиме сигурно барем 2-2,5 декади. Јас сум уверен дека ние имаме доволно како држава институционална меморија и имаме доволно политичка култура пред се меѓу нас сите кандидати кои сме на овие избори за председател да го одржиме нивото на дебатата и се разбира на целиот процес. Уверен сум дека интегритетот на процесот нема да биде нарушен и уверен сум дека како и пред 5 години нема да биде оспорен ниту изборниот резултат во суштинска смисла, дека се нормално од време на време можни одредени процедурални забелешки и приговори, меѓутоа во целина мислам дека ќе докажеме уште еднаш дека како држава сме подготвени да го извлечеме на највисоко можно демократско ниво овој процес, на нивото на, да наречем, просечно европско или светско ниво, бидејќи ова е иницијален чин во демократијата, ако не сме подготвени како држава да го направиме на највисоко можно ниво со почитување на сите меѓународни стандарди за изборниот процес, тогаш не треба воопшто да разговараме за понатамошните фази понатаму во практикување на политиката. Уверен сум, значи, да заклучам дека ќе биде демократски процесот. Од моја страна можем да кажем и јавно дека нема да бидат користени не само овие што се набројани
нечесни или нелегални средства, методи, инструменти, државни ресурси и така натаму, туку ќе од почеток до крај, тоа го покажав и минатиот пат, ќе бидам во рамките на оно што се нарекува коректна, културна, децентна политичка дебата. Благодарам. Благодарам. А сега кандидатката, нели, во смисла на родови права, повелете, професорке. Благодарам. По втор пат подпишувам ваков кодекс и искуството ми говори дека ова е еден церемонијален чин, дека е нормативен и морален илузионизам. Зошто? Затоа што во многу демократски држави, во рамките на самите државни изборни комисии, кои многу често се професионални, има едно посебно тело кое ги следи изборите низ призма на однесувањето на кандидатите и тоа го нотира во извештајот. Значи, во некоја идна измена на изборниот законник може да предвидиме и ваков орган и не можам да не кажам дека особено проблематично е да се држите до Кодексот за фер и демократски избори од аспект на прва, втора, трета, четврта, пета алинеја, кога се работи за кандидати со висок статус во државата, кои тој статус можат да го употребат, бидејќи одлучуваат за многу прашања врзани не само за вработените, од нив и кај нив, туку и за употребата на државните ресурси. Што се однесува до мене, ниту минатиот пат, ниту сега, нема да посегам под ad hominem однос, ќе говорам со аргументи за програмата и ќе ги почитувам сите кандидати, а посебно против кандидатката. Добро е што сме две, зашто тоа е веќе исчекор и гаранција за ноторниот факт дека и женските права се човекови права и дека се разбира жените исто така може да се надпреваруваат за високи државни позиции. Благодарам. Благодарам, професорке. Сега му давам збор на кандидатот Стефчо Јакимовски. Повелете. Благодарам, господин председателе. Почитувани представници на пишаните електронски медиуми, чест ми е што сум денеска во оваа сала да се борам за највисоката државна функција. Над 1.800.000 жители има во Република Македонија, но само 7 се кандидати за председатели на Република Македонија. Ние имавме два услова за да можеме денеска да бидеме пред вас, а тоа е да не кандидираат 30 пратеника или да собереме 10.000 подписи. Денеска дојдовме да подпишеме Кодекс за фер и демократски избори, во кој што, жал ми е што јас тоа морам да го кажам, одредени кандидати се максимално фаворизирани, земајки големи средства, и кога ќе поделиме ќе видиме дека подписот што го дале граѓаните за нив вреди 97,5 евра, а подписот што е даден за нас вреди 12,6 евра. И ние сега треба да зборуваме за фер и демократски избори. И тоа ќе оголтнеме. Но утрово, што е добе веста, дека се откажува мастер дебатата, мислам дека тоа не е во ред, не оди во духот на развој на демократските процеси. Навистина е чудно да на локални избори одиш на 3 дебати, каде што разговараме за канализации, водоводи и паркови, а кога разговараме за битни државни прашања да немаме ниту една дебата. Мене ми е жал што јас ова го кажувам, ќе ми извините сите, длабоко ви се извинувам, јас кодексот ќе го почитувам, меѓутоа ако немаме дебати, јас кодексот нема да го пуштам, да го подпишам. Жал ми е што морам ова да ви го сообщам. И уште една работа ќе кажам. Ги гледате сите овие камери. Кажете ми со 126.000 евра што на овие луѓе јас да им поделам. Барем да можам од сопствени средства да извојам да платам. Сметам дека до тука работата е максимално не фер и недемократска. Но како е така? Јас на локалните избори имав 0 средства за реклама. 0. Но имавме дебати.
Сега со вакви минимални средства и плюс се откажуваме од дебатите, сметам дека тоа не е во интерес на граѓаните и јас председателе би ве замолил да ветите дека ќе организирате дебати и јас немам проблем ќе подпишам кодексот, во спротивно не сум подготвен. ДИК е должен да обезбеди и сите услови за фери демократски избори, сите заедно да се гордееме. Сепак сме 21 век. Ја уште еднаш на сите ви се извинувам длабоко што на ваков чин ова го соопштувам, ни најмала желба да правам било каков маркетинг. Господине председател, и вас посебно да се извинувам. Благодарам. Значи, јас на почетокот реков во кодексот кои се основни приоритети и кои ќе се подпишат, тие мора да се почитуваат нормално, а се работи за владење на правото, слободни, фер, демократски избори, забрана за говор на образа, забрана за било каква дискриминација и родовите права, односно забрана за дискриминација на жените во постапката. И пак да замолам да продолжиме во таа смисла. Сега му давам збор на кандидатот Бујар Османи, повелете. Faleminderit shumë kryetar, nderuar nën-kryetarët, nderuar përfaqësues të mediave, nderuar koleg, kandidat. Fillimisht kërkoj ndjes për vonesën disa minuta. Unë përshëndes dhe mirëpres këtë akt, këtë iniciativë të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, që të nënshkruajmë kodin për zgjedhje korrekte dhe demokratike, dhe nuk është kjo vetëm çështje. И ова не е прашање само на нормативно прашање преземено од нас пред ДИК, туку повеќе етичко прашање, политички морал, нашиот даден збор пред вас, медиумите, пред колегите овде и пред граѓаните, дека ќе пристапиме коректно кон овие важни избори за нашата држава. На крај краишта, тоа е прашање кое ќе го одрази карактерот на секого од нас, политичкиот морал на секого од нас. Јас никогаш во мојот живот не сум користел некоректен пристап кон било кого во политичката трка, ниту пак сум користел или користам црна кампања во ова трка. Ја разбирам политичката трка како трка на алтернативни понуди кои треба во текот на изборната кампања да им ги пружиме на граѓаните и после тие да одлучуваат врз основа на квалитетот на понудата и на тоа што тие нудат. Ветувам дека оваа изборна кампања ќе биде трка на алтернативни понуди и ќе дискутираме за идеи, за проекти, за визии, а не ад хоминем, како што рече еден од нашите колеги овде. Уште еднаш ветувам и ги уверувам сите граѓани дека во моите можности, мојата кампања ќе биде позитивна, коректна, конструктивна и во ниту еден начин нема да газам ниту еден закон или правило што го одредило ДИК или да е што е спротивно во етиката. Благодарам. Сега и давам збор на кандидатката Билјана Ванковска-Цветковска. Повелете. Благодарам. Поздрав до членовите на Државната изборна комисија, против кандидатите и присутните представници на медиумите. Јас досега не сум подпишала во живот политички кодекс, меѓутоа живеам во академска заедница каде владее академскиот кодекс, кој исто така се темели на некои највисоки вредности, како што се хуманизмот, добрината, знаењето и слично. Јас без дилема ќе го подпишам овој кодекс. Ова го сметам за протоколарен чин, меѓутоа чувствувам потреба, особено затоа што ни е дадена можност, да кажам дека јас во ова парче хартија не верувам. Ова е празно слово на хартија. Во земја во која не се почитува устав, во која не се почитува закон, ние овде се разбира, секој од нас ќе каже неколку убави зборови за тоа каква кампања очекува, дека ќе биде на највисоко морално, лично, етичко ниво.
Меѓутоа, стварноста е нешто друго и вие медиумите тоа добро го знаете. Тук ми пред да влезам овде разговарав со неколкумина кои беа дури гневни околу она што се случува на терен. Значи, прво кампањата е почната, потоа кампањата е веќе фаворизирана, веќе чувте, не знам дали медиумите пренесоа, дека вчера јас, заедно со лидерот на партијата што ме поддржува, Левица, поднесовме представка пред Уставниот суд. Денес овластивме адвокат кој ќе покрене судски постапки против, за жал, со извинување и членовите на ДИК, меѓутоа и членовите на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги. Се работи за она неравномер, односно дискриминаторна распределба на она малку ситно време што го имаме за представување пред граѓаните. Јас се сложувам со дел од дискусиите што бе овде кажани околу илузионизам. Океј, ќе одржиме илузијата, ќе бидеме фини, разбрани, јас ова ќе го потпишам. Јас лично како професор и како кандидат во оваа трка ќе ги почитувам највисоките стандарди затоа што тоа мене ми приликува, затоа што е тоа мој личен кодекс, а не затоа што државата ме принудува. Меѓутоа, правната битка ќе ја водиме жестоко против дел од кандидатите и институциите. И да напоменам, во овој кодекс стои учесниците во изборниот процес. Учесници се и членовите на ДИК, и членовите на агенцијата, и сите други кои имаат свој удел, не само да не нас мониторираат, надзираат како ние се однесуваме, туку јас и со амбасадорката која е представничка на мониторинг мисијата на ОПСЕ од ИХР разговарав и кажав, однапред и ги кажав овие недостатоци и кажав дека се соочуваме со проблеми и дека на правен начин, исправна битка, иако теча веќе практично од зад утре кампањата, ние ќе се обидеме барем да бидеме принципиелни и да го добиеме она што ни следува. Па нека биде и после изборите. Важно, без борба нема да се откажеме. Ќе ги користиме сите можни, дозволени методи за представување, меѓутоа сите знаете дека овде има фаворити кои се однапред веќе видени во некоја понапредна фаза, додека ние ситната боранија така може помалку да си поигруваат со нас. Така што не е проблем, овој ќе го потпишам. Имало дебати, немало дебати, тоа зависи од нашите кандидати кои веќе прават и црни листи и пробираат со кого сакаат, со кого не сакаат. Вие како медиумски куќи многу сте свесни за тоа и знаете дека дури кога правите најдобри можни напори да не соберете се думи на едно место, имате проблем. Тој проблем, ве уверувам, не доаѓа од моја страна. Јас сум тука и спремна, подготвена со било кој, 1 на 1, 1 на 6, или како ќе се договориме, да учествувам во дебатата и при тоа се разбира, без говор на омраза, без ad hominem епитети и слично, на најдостоинствен можен начин да си ја избијам битката. Ако не ми биде дозволено, ќе бараме други алтернативни средства. Благодарам. Благодарам. Јас само ви рекол неколку збора, бидејќи ова е кодексот, како што рече и професорката, меѓутоа е замислен пред се како етички кодекс, значи на доброволна основа, и би требало да се почитуваат тие етички и морални норми во општеството. А инаку што се однесува до учесниците, се мисли на подписниците на кодексот, бидејќи пред секој пасо стои ние учесниците во процес. Значи, тие што ќе го потпишат процесот, така што се однесува на тоа и етички, значи секој од свој аспект колку е на високо етичко ниво. Така што нема императивни норми, казнување за тоа или така натаму. А сега би му дал збор на кандидатот Армен Таравари. Повелете. Të nderuara zonja dhe zotrin, të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar antar të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, të nderuar kandidat për President të Republikës së Maqedonisë Veriut. Një ceremoni e mirë që tashmë bëhet tradit në Republikën tonë para zgjedhjeve. Пред изборите и ја го ценам како добар акт
каде сите од нас да ветуваме дека ќе се придружиме на етичкиот и моралниот аспект и норми кои се и не се во законот. Македонија веќе има 33-4 години и ова е 1/3 од еден век што организира избори и мислам дека се уште сме многу далеку од тоа што целиме да бидеме, да организираме избори како во европските држави, но исто така сме и многу подобро од тоа што ги организиравме пред 20-30 години. Се надевам дека во текот на кампањата да имаме дебати без оглед кој ги организира, дали ќе бидеме во формат 7, 5, 3, 4, без оглед на тоа. Мислам дека ова е неизбежно и треба да се соочуваме во различни дебати, затоа што нашата политичка трка е каде секој од нас да ја презентира својата програма пред граѓаните, пред медиумите. Пред граѓаните не можеме да стигнеме до сите, затоа вие како медиуми ќе ни служите за да ја објавите оваа наша идеја и таму каде што не можеме да бидеме физички присутни. Дали ќе има дебата, мастер дебата со 7 лица заедно, тоа не е важно, мислам. Ако се прави, тоа е добро, но да не се основаме на тоа. Верувам дека ќе дебатираме таму каде што ќе ни се даде можноста и се надевам дека овие избори ќе бидат најфер и најдемократски, барем отколку минатите години. А последните избори ги имавме 2001 година. Не зависи тоа од нас опозицијските кандидати, туку тоа повеќе зависи од партиите што се на власт, затоа што каде и да е, многу нешта зависат од организаторите на изборите и од власта, актуелната власт. Не велам дека и ние имаме локална власт, но може да има многу помалку влијание. Верува дека ќе се придржуваме на сите правила во ова што денеска ќе го потпишаме заедно. Благодарам и да даде Господ да имаме фер и демократска трка. Благодарам. А сега кандидатот Максим Димитриевски. Благодарам, почитувам председателе на Државна изборна комисија, председателе, почитувани против кандидати, членови на Државната изборна комисија, представници на медиумите и други останати гости. Моje прво искуство да потпишам еден ваков кодекс на вака високо ниво и благодарност до Државна изборна комисија што организира ваков настан. Сметам дека ние денеска потпишуваме форма, а не суштина, бидејќи истата оваа форма која што ја потпишуваме, уште однапред, без разлика што преземам целосна одговорност со моето потпишување, да ја почитувам, нема да биде почитувана во целост. Искрено жалам што многу хипокризија почувствува во одредени излагања, особено во делот на став 4. И за да истата се елиминира, Државната изборна комисија може и има таква надлежност да влезе во подписите кои што беа евидентирани за нас како подршка, да направи анализа суштинска колка број на луѓе вработени во јавна и државна администрација се подпишале за нас како кандидати и со ова сомнежот да биде отфрлен во целост, но при тоа вклучувајќи ги подписите на почитуваната професорка Давкова. Бидејќи ние бевме сведоци во една демократска постапка како се организираат групи на луѓе со автобуси и се носат на подпишување за давање на подршка. Затоа и кажа форма, а не суштина. Што се однесува до јавните настапи, јас како кандидат ќе ги прифатам сите јавни настапи каде што ќе бидам поканет, без разлика кој да ги организира, а ќе ми биде чест и задоволство, особено да дискутирам на сите теми отворено пред македонската јавност со двата најфаворизирани
против кандидати во моментов, за кои што бевме сведоци во изминатите неколку месеци, како ги слушнаме различните анализи, сондажи, со кои што се креираше, а не анализираше јавното мнение во Македонија. Факт е дека немаме сите еднакви права и можности, иако со Уставот тоа е загарантирано, бидејќи самиот начин за пристап до медиумите е ограничен согласно законот, кој што нас како кандидати во моментов не ограничува и не ни дава подеднакви можности. Не сакам да репризирам, на јавноста тоа е јасно. Јас во оваа прилика сакам да посакам првично во Македонија на предстојните председателски и парламентарни избори да победи демократијата, а со тоа ќе победат и граѓаните, и верувајте ми, како кандидат ќе го дадам својот максимум да состојбите во оваа држава се сменат во целост и никогаш повеќе да не бидат исти. Ви благодарам. Добро, благодарам. Вака беше замислен овој чин. Дали има некој нешто да каже? Ви, повелете. Извинете, извинете, но бев спомената. Вие веќе настапивте ад хоминем, споменувајќи ме и обвинувајќи ме. Тоа воопшто не е фер и демократски, ниту е етички. Ама да не правиме сега свечен чин ке. Ама јас прашав и сега беше прозван. Значи, да. Значи да пристапиме кон потпишувањето за да навистина остане свечен чин, да не го расипуваме добриот печаток. Така што нека пристапат помошните тела ако треба помош за добро пред. Јас ги повикувам сега сите членови на ДИК да направиме една заедничка фотографија, бидејќи немаше просторни можности да седнеме сите, да се знае дека го подржуваат кодексот. Колеги, потома. I say, Dick.